Почитувани гледачи, ги имитуваме најновите информации за првиот ден од оваа нова работна недела. Дали да се врати задолжителното одење во војска? Тетовци поделени во мислењата. Некои сметаат дека тоа е непотребно, а други е пожелно. Учење на ред, дисциплина, одговорност и обучување за ракување со оружје. Ова се само дел од придобивките од задолжителното одење во војска, смитаат тетовци. Поделени се во мислењата дали повторно треба да се воведе задолжително одслужување на воениот рок. Некои смитаат дека тоа е непотребно, а други пожелно. За едни држава без војска не бива, а други професионална војска веќе си имаме. Некогашното одење во војска подразбирало и до 24 месеци или 2 години во одредени ситуации, но претежно траело 9 месеци војникување. И ден денес сеќавањето на војничките денови будат носталгија кај повозрасните генерации. На спомените од војничките денови и другарствата од војска, низ разговор тетовци често се навраќаат. Дали сметате дека треба да се врати задолжителното одење во војска? Да. Зошто? Јас сум бил војник 24 месеци. Затоа што било што да се случи, ќе биде младината поподготвена во однос на сега што се случува. Ќе стане на време, ќе легне на време, ќе јаде на време, ќе се одмори на време, има некој ред, ќе се избричи на време, така да во секој случај е корисно. Не мора како тоа што беше да речемо 24 или 12, али негде до 9 месеца е корисна работа. И за себе, и за општеството. Младите да се челича, а и плюс да си зна ред и поредок у државата, дека има кој да брани и би требало. Што сметате? Исто. Дека треба да се... Да, треба да иде. Само 6 месеца, не повеќе. Не би требало. Зошто? Паш нема потреба, има платена војска. Ја мислам, заради тоа. Па бога ми, тешко е. Не е ка порано, нема услови за да се врати војската. Треба да има добра исхрана, добро сместување. Не е тоа, било некоја што за време Југославија. Ама сметате дека е тоа добро нешто за младиот човек да служи војска? Абе тоа добро е, ама зависи тоа на каму мисле политичарите. Па би требало. Зошто? За децата, младите се не знаат што да прават. По кафичи се да по цели ноќ, тоа е. Па треба да се, треба за тоа. Зошто? Треба. Затоа што да сме мирни, да сме чувани, да тоа, што друго. Затоа не служи војска. Како сме били, јас сум бил у војска, 18 месеци сум бил, сум служил. Тоа е добро за мене, лично за мој, а за остали, не знам, немам коме за остали. Во смисол на карактерот на личноста, ред, дисциплина, учење? Се тоа иде, ред, за тоа се вели, ред да има, дисциплина да има, све да има. Па ја мислим дека не. Зошто? Па затоа што младината више се одвикна од тој систем. Мислим дека нема да прифатат. Мислам, ако е регулирано поинако, ама не може да биде, даваат оружје да купуваат, нели дозвола и за пушки, и за ловци, и за се, а немаат обука. Иначе у војска тие што идат, знаат да ракуваат и оно што е најбитното, култура за носење оружје се учи, а вака не може. И затоа се случуваат лоши работи, убиства и така натаму. Поради немање на култура на носење на оружје. Е добро за младината, само младината еве кај са, по кафиќи, по улици, по паркови. Треба едно 5-6 месеци така. Малку 3 месеци вежба и 3 месеци прво обука, па потоа да научат нешто. Па сите сме били војска, држава е држава, без војска не е држава. Јас сум бил 18 месеца морнарица, 38 класа морнарица, па и треба и други да иде, секој. Кои се придобивките конкретно за младите од одењето на војска, што мислите? Придобивките? Што добиваат они? Па
обука една за баратање со оружје, сигурност една. Исто ќе види дека е здрав. Порано кој војска не може да отиде, не може да се ожени. Ки избегавале, да ти кажам. Ред, дисциплина. Ред, дисциплина, све ќе научи. Таму војска ќе се научи све. Станување на време, јадење на време. Не достига тоа на денешниве млади? Па не знам, поче се за кафиш да седа по цел ден и оговарање и такви работи, овој чини, овој не чини. Поче тоа би сакале тие. А држава без војска не е држава. Војниот рок во Македонија се укина во 2006 година, а потоа се формираше професионална војска. До тогаш во земјава 13.000 регрути годишно задолжително мораа да одслужуваат воен рок. Инаку овој период некои од земјите, како на пример Хрватска, најавуваат враќање на обврзниот воен рок, кој би се служил 3 недели или најмногу 1 месец, и тоа само во лето. Воениот рок би бил задолжителен за сите момчиња, а девојки би оделе само ако сакаат. Околу 3000 сопственици на дивоградби во Гостивар не успеале да поднесат геодетски елаборати неопходни за легализација во предвидениот рок. Од општинскиот сектор за урбанизам соопштуваа дека официјално се уште не е даден дополнителен рок, иако тоа беше најавувано од државните институции во неколку наврати. Околу 3000 барања за легализација на дивоградби на подрачјето на Гостивар висат во воздух. Се додека не се изменат законските регулативи, неизвестно е какви решенија за овие објекти ќе добијат сопствениците. Тие не доставиле елаборати до крајниот рок кој истече пред Нова година и документите за заокружување на легализирањето не им се комплетни. Граѓаните кои поднесоа барање за легализација во 2011 имаа рок да ги достават геодетските елаборати до 31 декември 2016 година. Дел од нив ја завршија таа обврска, за останатите чекаме дали ќе има некои законски измени, кои беа најавувани за дополнителен рок, информираат од општинскиот сектор за урбанизам. Нивните податоци покажуваат дека во 2011 биле поднесени 8600 барања за легализација, од кои околу 5600 се комплетирани со сите документи. Состојбата е слична и на државно ниво, поради што катастарот најави дека ќе бара од владата пролонгирање на рокот. Сепак сега официјални измени во тој дел нема. Сопствениците пак на дивоградби кои барањата за легализација ги поднесоа во 2015 и 2016 имаат време за комплетирање со елаборати до крајот на оваа година. Во Гостивар нивниот број се движи околу 4100. Пресконференција за медиумите денес одржа од движењето Беса. Иако во неколку прилики сме изјавили дека клиничката болница во Тетово стана болнички центар каде што луѓето се молат да не одат и да не има потреба да одат, како ова да не беше доволно. Раководството на оваа болница со хронична неспособност за менаџирање не успева да ги реализира ниту тие распределени средства наменети за таа болница. Иако буџетот за оваа болница е помал и дискриминаторски во споредба со тој на болниците во Штип и Битола, поради лошото управување клиничката болница во Тетово не успева да ги користи ниту тие малку средства наменети како годишен буџет. Фактот дека и Фондот за здравствено осигурување и болницата имаат управувачки персонал од ДУИ, зборува за тоа колку се посветени од оваа партија да им нудат квалитетна здравствена услуга на граѓаните на Тетово и околината. Вкупните средства кои не се користат се 31.246.653 денари или околу 508.000 евра. Додека од друга страна пациентите се жалат за лошите здравствени услуги, бидејќи се принудени сами да ги купуваат лековите и другите материјали за време на нивниот престој во болницата. Има недостаток на опрема и простории, а условите во болницата се речиси примитивни, оневозможувајќи го нормалното функционирање на медицинскиот персонал и на пациентите. Одделот за здравство на движењето Беса смета дека здравствената политика, предводена од биномот ДУИ и ВМРО, го има уништено јавното здравство во Македонија, чии услуги главно ги користат
се користат од страна на албанските граѓани поради тешката социјална ситуација. Со оваа гочлива реалност се соочуваат пациентите на Тетово, Гостивар, Струга, но и тие во клиниките во Скопје, каде што граѓаните секојдневно се соочуваат со проблеми и се лишени од квалитетни здравствени услуги, а за жал тоа често се плаќа дури и со живот. Движењето Беса во платформата Редефинирање посебно внимание и посветува на здравјето на граѓаните и ќе се ангажира со сите своји човечки капацитети за да создаде квалитетен здравствен систем кој ќе биде еднаков и фер во обезбедувањето на услугите за сите граѓани. Во пораст бројот на злоупотреби на лични податоци во Тетово и во Гостивар. Минатата година биле регистрирани вкупно 35 случаи, од кои 12 биле заокружени со кривични пријави. Расте бројот на злоупотреби на лични податоци во Полошкиот регион. Злоупотребите и уцените врзани со нив во најголем дел се случувале преку социјалните мрежи. Изминатата година секторот за внатрешни работи Тетово регистрирал вкупно 35 вакви случаи, од кои 30 на Тетовското и 5 на Гостиварското подрачје. 12 биле целосно расчистени и заокружени со кривични пријави, додека другите се во фаза на расчистување. Злоупотребите на лични податоци и уцените се реализирале по претходни телефонски јавувања или преку осварен контакт на социјалните мрежи. Лицата што лани ги пријавиле злоупотребите претежно биле оценувани дека ако не им дадат пари, пријавените ќе им објават фотографии и други компрометирачки содржини преку креирање на лажни профили за да им наштетат на нивната чест и углед и да дојдат до материјална корист. Некои од нив тоа и го сториле, објаснува полицискиот портпарол Маријан Јосифовски. Граѓаните неретко сами се заплеткуваат во мрежа на манипулации затоа што не ги заштитуваат своите лични податоци и фотографии, јавно ги објавуваат и не внимаваат со кого ги споделуваат. Минатата година 359 лица во Македонија се пожалиле на злоупотреба на личните податоци во надлежната дирекција. 80% од нив се однесувале на креирање лажен профил на Facebook, а останатите за хакирање на профили и злоупотреба на објавени фотографии. На почетокот на оваа година на Тетовското подрачје пријавени се 2 нови случаи на чие расчистување се работи. Непознати лица нападнале двајца малолетници во Тетово, во денешниот полициски билтен и информации за сообраќајни незгоди. Двајца малолетници од Тетово на возраст од 15 и 17 години во присуство на нивни најблиски вчера околу 3 часот и 40 минути во полициската станица Тетово пријавиле дека околу 1 часот биле физички нападнати од повеќе лица, додека престојувале и конзумирале алкохолни пијалоци во угостителски објект лоциран на улицата Борис Кидрич во Тетово. Според нивна пријава 17 годишниот малолетник одејќи кон санитарниот јазол бил удрен од непознато лице, а потоа во нападот со топаници и клоци се придружиле уште неколку мина. Сакајќи да ги раздели се вмешал и помладиот малолетник кој исто така бил повеќе пати удиран и завршил нападот, информира СВР Тетово. Двајцата малолетници, како што кажале, од истите лица биле тепани надвор од објектот и притоа задобиле видливи повреди. Се превземаат мерки и активности за целосно расветлување на пријавеното и за идентификување на напаѓачите, пошто ќе следуваат соодветни поднесоци. Од полицискиот билтен информација за сообраќајна незгода, имено вчера вечер околу 21 часот и 30 минути на регионалниот пат Тетово-Брвеница во близина на една натамошна сепарација се случила сообраќајна несреќа во која учествувале две патнички возила, Сијат Ибица со тетовски регистарски таблици управувано од 25 годишниот БЈ од Камењане и Форд Фокус исто така со тетовски таблици, што го управувала 25 годишната тетовка Јана. Во несреќата односно судирот телесни повреди задобиле двајца возачи и сопатникот од Ибицата, 25 годишниот БО од Теново, кои со други возила биле пренесени во Тетовската клиничка болница и по укажаната помош пуштени се на домашно лекување. Извршени увиди се утврдуваат причините за несреќата, околностите и се друго.
Со телесни повреди завршил 26 годишен возач на патничко возило Opel Corsa откако вчера загубило контрола, удрило во дрвена електрична бандера, оштетило и олукот блиска куќа. Повредениот бил пренесен во Тетовската болница и пуштен е на домашно лекување. Причина за излетувањето е неприлагодена брзина според условите на патот, односно пребрзо возење, додека причинетата материјална штета се проценува на 80.000 денари. Излетување на возило вчера имало и на регионалниот пат Волковија Теново околу 3 часот, кога патничко возило Форд Мондео со гостиварски таблици, што го управувал 32 годишниот Б и од Джепчиште, излетало и се превртело на покрив. Со задобиени телесни повреди возачот е пренесен во Тетовската болница и по укажаната лекарска помош пуштен е дома. Причина и за оваа сообраќајна несреќа е неприлагодена брзина, а материјалната штета се проценува на 100.000 денари, информира СВР Тетово. По Тетовските улици, регионалниот пат Тетово-Пирок и автопатот Гостивар Тетово-Скопје во првиот месец од годинава се случиле вкупно 46 сообраќајни незгоди. Најчестите причини за нив биле пребрзо возење, неправилно вршење дејствие и недржење растојание. 46 сообраќајки се случајни во Тетово и Тетовско во првиот месец од годинава. Во нив за среќа нема загинати нити потешко повредени. 15 лица завршиле со лесни повреди, од кои 6 возачи, 6 пешаци, 22 сопатници, а во 31 несреќа причината е само материјална штета, која вкупно се проценува на 1,5 милиони денари. По 23 несреќи во годинешниот јануар се случиле во населено место и на отворен пат. Најмногу од несреќите повторно се бележат на Тетовските улици, регионалниот пат Тетово-Пирок и на автопатот Гостивар Тетово-Скопје. Најчести причини во периодот за кој станува збор се неприлагодена брзина 18, односно пребрзо возење, неправилно вршење дејствија 7, недржење растојание 3, непочитување првенства и така натаму. Во јануари исто така регистрирани се 11 излегувања, односно излетувања од коловоз, како последица на неприлагодување на брзината според условите на патот, односно пребрзо возење, а 4 од несреќите биле предизвикани од животни, претежно кучиња, пред се на Тетовскиот дел од автопатот, како последица на необезбедениот коловоз и неконтролираното движење на животните, информира СВР Тетово. Инаку сообраќајно најкритични минатиот месец биле деновите понеделник, среда и четврток, додека најризичен период за случување на несреќите е од 16 до 18 часот. Поранешната министерка за надворешни работи Гордана Јанкуловска денеска беше во јавното обвинителство во својство на осомничено лице да даде исказ за случајот Титаник. Јанкуловска побара увид во доказите поради што повторно ќе биде повикана, велат од специјалното јавно обвинителство. Случајот Титаник е првиот случај на специјалното јавно обвинителство кој за кривични дела поврзани со изборите и гласањето. Осомничени се поранешни министри за внатрешни работи и за транспорт и врски и поранешен секретар на влада, дека ги злоупотребиле изборите и гласањето за да победи одредена политичка партија. Осомничени се и суди и поранешни членови на Државната изборна комисија. Советникот од ВМРО Народна партија Мето Витанов, за кој вчера беше објавено дека преминува во советничката група на ВМРО ДПМН во Советот во Струмица, денеска демантираше, вели дека бил грубо изманипулиран од раководството на матичната партија, дава оставка од партијата и понатаму ќе настапува како независен советник, поддржувајќи ја советничката група на СДСМ. Регулаторната комисија за енергетика денеска одлучи од полноќ граѓаните да точат нафтени деривати за повисоки цени. Според одлуката дизелот и Евро Супер 98 поскапуваат за половина денар. Во цени зголемувањето би изгледало вака: Евро Супер БС 95 ќе се точи по 66,5 денари за литар, а Евро Дизел за 53 денари за литар. Евро Супер БС 98 останува со непроменета цена и во следните 2 седмици ќе се точи по иста цена, како и во изменативе 2 по цена од 68 денари за литар. Екстра лесното масло за домаќинство поскапува за 1 денар и ќе чини 42 денари за литар. Намалување бележи малопродажната цена на мазутот, на кој новата цена ќе изнесува 27,8 денари. Овие цени ќе важат од полноќ па се во следните 2 седмици.
Околу 500.000 луѓе се собраа и синоќа на протестите во Романија, иако владата ја повлече спорната уредба за декриминализација на некои случаи на корупција. Повеќето од демонстрантите сега бараат оставка на социјалдемократската влада на премиерот Сорин Гриндеану. Повлекувањето на одредбата која им дозволува на политичарите да избегнат судско гонење не го ублажи бесот на околу 250.000 демонстранти собрани синоќа во Букуреш пред седиштето на владата и исто толку во другите градови на земјата. Неколку илјади приврзаници на идејата за отцепување на Каталонија од Шпанија денеска протестираат пред зградата на судот во Барселона, каде му се суди на поранешниот председател на каталонската регионална влада Артур Мас. Мас е обвинет за противзаконско организирање на референдум за независност на Каталонија на 9 ноември 2014 година, иако тој не беше одобрен од централната влада и забранет од Уставниот суд на Шпанија. Обвинителите во процесот бараат судот да го казни Мас со 10-годишна забрана за извршување на каква било политичка функција. Ова е првпат еден шпански суд да му суди на политички лидер на Каталонија. Американскиот председател Доналд Трамп се соочи со критики од републиканците и демократите за неговите коментари во одбрана на рускиот председател Владимир Путин во интервју за телевизијата Fox. На забелешката на водителот Бил Орайли дека Путин е убиец, Трамп изјави: "Има многу убици, ние имаме многу убици, што мислите нашата земја е невина?" Лидерот на Сенатот републиканецот Мич Меконел изјави дека не може да има никаква споредба меѓу двете земји, а поранешниот амбасадор во Москва Мајкл Мекфон коментари на Трамп ги оцени за одвратни. Британската кралица Елизабета II денеска одбележува сафирен јубилеј, односно 65 години како се наоѓа на престолот на Обединетото кралство. На 6 февруари 1952 година тогашната 25 годишна принцеза стана кралица по смртта на нејзиниот татко, кралот Џорџ VI. Сафирниот јубилеј е прв во историјата на Велика Британија. Ниту еден монарх во англиската и британската кралска историја досега не се наоѓал толку долго на престолот. Денес имавме променливо облачно време, а кон крајот на денот и со врнежи од дожд. Утринската температура се движеше од 3 до 5 степени, а дневната од 9 до 11 степени. За утре метеоролозите прогнозираат облачно време со врнежи од дожд. Ќе дува умерен северен ветер. Утринската температура ќе се движи од 0 до 4 степени, а дневната од 7 до 9 степени. Почитувани гледачи, тоа беше се што информативната редакција на телевизија КИС го подготви за ова издание на регионалните вести. Пријатно!